Со голема доверба во незината одлука, подпредседателката Камала Харис во Пенсилванија го представи гувернерот на Минесота Тим Волц за нејзин подпредседател. Во неговата сојузна држава тој беше модел на извршен директор и со неговото искуство ви велам, Тим Волц ќе биде подготвен уште на првиот ден. Председателскиот кандидат на Републиканската партија Доналд Трамп исто така го поздравува политичкото досие на неговиот кандидат, сенаторот од Охајо Джей Ди Венс. Но поранешниот председател неодамна го минимизираше влијанието на кандидатите за подпредседател врз изборите. Мислам дека ова е добро документирано историски, подпредседателот во однос на изборите нема никакво влијание. Мислам практично нема влијание. Се е до председателскиот избор. Научниците објаснуваат дека бидејќи подпредседателите работат во сенка на американскиот председател, нивната улога честопати е погрешно разбрана и неценета. Сепак тие се први кои го наследуваат председателот кога повеќе тој не може да служи и се клучни за унапредување на политичката агенда на нивната партија. Нивната улога е на вистина да действуваат како подредени, да помогнат во промовирањето и спроведувањето на политиките на председателот, да ја прошират способноста на председателот да функционира како национален и меѓународен лидер. До одреден степен изборот на подпредседател може да ги зајакне председателските кампањи, вели Голдстин. Изборот на Бил Клинтон на Ал Гор во 92 беше многу добар. Комбинацијата на овие двајца центристи од југот на вистина испрати порака за генерацијска промена. Лош избор е како аналитичарот ја опиша одлуката на републиканскиот сенатор Џон Мекиен да ја има гувернерката Сара Пејлин за свој кандидат во 2008 година. Таа на вистина стана личност која беше исмејувана за време на кампањата, мислам дека на крајот му наштети на изборот на Мекейн. Тоа не беше причината зошто сенаторот Мекейн загуби. Овој изборен циклус, ингеренциите на Тим Волц и неговиот фокус на просемена економија е она на што се обложува кампањата на Харис. Тоа е верзија да се биде поддржувач на семејствата без да се биде за контрола на репродукцијата, туку за економска поддршка на семејствата, било тоа да е образование, здравствена заштита, домување, развој на работни места. Джей Ди Венс ќе помогне да се унапреди републиканскиот наратив, вели аналитичарот Питер Лоч. Наративот што тие го кажуваат е дека знаете некогаш постоела Америка каде што ако напорно работевте, игравте според правилата, вредното семејство од средната класа може да успее и дека Америка сега ја нема. Ако гласате за нив, Америка ќе се врати. Дури и ако кандидатите за подпредседател ретко прават голема разлика на изборите, аналитичарите велат дека американските гласачи ќе обрнат внимание на тоа колку добро сегашните кандидати за подпредседател го служат електоратот и ги земаат предвид нивните грижи.